Здраво, здраво на сите, добре дојдовте во новото издание на подкастот Пресинг на екипа МК, најстариот спортски портал во Македонија. Повторно сме тука во Sports Beer Garden во Diamond Mall во Скопје. Продолжуваме со темите поврзани со светското првенство во фудбал. Имаме нов интересен гостин, поранешен репрезентативец на Македонија и едно од легендите на ФК Вардар. Денес мој гостин Александар Баевски. Александар, добар ден и се надевам дека ќе имаме убав разговор. Добар ден, благодарам на поканата и голем поздрав на гледачите на Пресинг. Самиот старт, верувам, го пратиш светското првенство, веќе почне и нокаут фазата, некои изненадувачки, повеќе или помалку резултати. 4 надпревари одиграни, елиминација на Германија, на Холандија можеби не е некое големо изненадување, бидејќи Мароко е екстремно квалитетна репрезентација. Како го гледаш досега шампионатот, колку си задоволен? 48 репрезентации, но мислам дека освен Тунис, можеме да кажеме дека сека од другите 47 репрезентации барем нешто покажа на шампионатот. Па вака, по мене овој формат не е добар. Мислам дека луѓето во FIFA сигурно разбираат повише од нас, али ако гледаме со како се изгледа светското првенство со толку многу репрезентации, по мене не е окей. Како што кажаваш, многу е мала разликата измеѓу големите репрезентации и малите репрезентации, така условно кажано. Има добри репрезентации кои што стварно го покажаа своето лице и тие има некои репрезентации кои што тек сега ќе го покажат своето лице во нокаут фазата, а има и репрезентации кои што разочара. По мене најголемо разочарување е екипата на Турција, репрезентацијата на Турција, од нив малку повише очекував. Репрезентацијата на Уругвај исто така е разочарување за мене, пошто има една фантастична екипа. Има таму некои проблеми внатре со тренерот, колку што можевме да видиме. И екипата на Алжир исто така помина група, а екипата на Тунис е големо разочарување. Ги спомена... И помешав, извини, Алжир и Тунис. И Тунис. Ги спомена уругвајците, имаат играчи, сега можеби не се генерација кој што беа со Форлан, Суарес, Кавани, Диеро Родин, но имаат и квалитетни фудбалери кои што играат во најсилните тимови, во Европа, но и на јужноамериканскиот континент. Ме интересира како го гледаш Биелса и се респект за се што направил во кариерата, и самиот Пеп Гвардиола кажа дека многу научил од него како тренер и се останато. Но дали уште поминуваат тренери како него и може тоа нивното некако таа негативна енергија што ја шири цело време, како он цело време е нешто намрштен, цело време се пренесува кај играчите, работиш, пратиш и многу млади фудбалери, се таква ти е работата. Колку више тоа поминува кај младите генерации, таквиот став и таквиот начин на играете? Океј, мислам, ти кога си стај на некоја позиција треба своето ротираш, пошто веруваш во тоа. Ако не веруваш во нешто што правиш, не треба да го правиш. Но дали некако времето ги одминува тие тренери по Биелса? Па Биелса е, да кажем, стар тренер кој што има доста позади него во кариерата, не знам што има освоено, искрено мислам дека нема ништо освоено, така да тренерите се гледаат што имаат освоено. Он нема ништо освоено, прва работа, втора работа. Тие негови методи и принципи денеска не може да поминат. Он работи со една исключителна група на играчи кои што играат во светски клубови кои што е Реал Мадрид и доста клубови низ Европа и низ Јужна Америка. И моје мислење дека најголемиот проблем за екипата на репрезентацијата на Уругвај е токму Биелса. Видовме, имаше доста полемики, играчите се жалеле на неговите напорни тренинзи, разговарале со него. Моје мислење е дека ти треба да бидеш добар менаџер, за да ги изменаџериш тие работи, да ги послушаш играчите, сепак ти си сервис на играчите. Моје мислење, пак ќе кажам, најголемиот проблем на Уругвај беше Марсело Биелса. Нешто ме интересира како гледаш на работите. Репрезентацијата е колку и да зборат од една страна едноставна, можеби посложена од клубскиот фудбал. Мора да работиш со тоа што го имаш. Веројатно тренерските карактеристики као тактички се тоа окей, од денешно време сите имаат големи тимови, помошници, тренери и работа. Но колку
односот со играчите и односот во федерацијата на луѓето кои што се на највисоките позиции е најважен за фудбалерите да се чувствуваат комотно. Сега може да збориме се и се што Скалони е тотално недокажан тренер, ако гледаме и не е дека он нешто прави вау, но се породи во вистинско време со неговата посебно смиреност голема, тој темперамент аргентински успева некако да го смири за сите на крајот да играат за Меси и да се борат до крај, буквално до крај. Ако гледаме сега фудбалски квалитети од најсилниве репрезентации, кога ќе гледаме Аргентина е доста слаба на сите позиции. Меси да, но не е годинава кој имаше добра сезона од аргентинските фудбалери, да речеш екстра изиграл. Енцо Фернандес многу проблеми во Челси и сите останати Депол, ајде Лаутаро Мартинес даваше голови во Интер, но не се на некое ниво како што се некои други големи репрезентации, но игра како французите, на пример, или англичаните со екстра сезони сите играчи, но играат доминантно и веруваат дека оние на секој натпревар можат секој да победат. Па вака, моје мислење дека работата во клуб и работата во репрезентација е сосема различно. Ти во клуб можеш да спремаш, требаш имаш припреми, имаш пронаоѓање на играчи, имаш градење на тактика. Значи све тоа имаш време да го направиш. Во репрезентацијата треба да бидеш добар менаџер, немаш време многу. Имаш собир од 7 дена кај што ти морав да ги вклопиш тие играчи, мораш да направиш една хомогена атмосфера кај што сите би биле задоволни, мораш да бидеш со нив, што се вика другар, пријател и едноставно да се изменеџира тоа добро. Така да огромна е разликата помеѓу тренер во клуб и тренер во репрезентација. Мора сега најактуелно е елиминацијата на Германија од Парагвај на пенали синоќа. Јас лично после првиот надпревар против Курасао беше, така да против Курасао 7-1 тепа, сите беа нешто многу воодушевени од Германија. Реалноста е дека групната фаза треба да ја заборавиме, особено во овој систем. Многу треба тотално лош да бидеш Уругвај за да имаш квалитетна репрезентација да испаднеш. Како ја гледаш елиминацијата на Германија, бидејќи мене ми делува дека и кога победија 7-1, не беше тоа дека Нагелсман ги држи сите конци и дека Германија нешто изгледа убедливо. Тоа се види и подосна бреот на слоновата коска. Мислам дека тука многу среќа на тој надпревар, можеа многу лесно да го загубат и тој надпревар, а потоа загуби и од Еквадор. Вака, репрезентацијата на Германија гледам пред се со еден недораснат селектор за Германија. По мене Нагелсман не е дораснат да биде селектор на Германија на тие години. Едноставно треба да достигнеш некој ниво и да достигнеш нешто на клубски план, па да бидеш селектор на една репрезентација, врвна репрезентација како што е Германија. Првата утакмица со Курасао е 7-1, кај што не е некое мерило, што можеме да кажеме. Втората утакмица е 20 спаси од брег на слонова коска. Третата утакмица е пораз од Еквадор. Значи, видовме дека се многу ранливи. И четвртата утакмица пораз од Парагвај на пенали и одење дома. Едноставно Германија има страшен квалитет со играчи кои што играат во Бундеслигата, во Англија, во Шпанија, во Реал Мадрид, али не беа едноставно на ниво како што треба да бидат. Пак ќе кажам, најголема вина за тие работи мислам дека лежи кај селекторот. Знаеш зашто? Зашто еве последните две светски првенства претходно со Ханси Флик исто не помина група во Катар. Европското првенство, ајде таа рака на Кукурела со шпанците можеби одлучи, делуваат таму многу подобро него на ова светско првенство. Дали домашниот терен и целата емоција што носи, нели, полни трибини дома, но дали може да се најде и проблемот можеби во федерацијата и тоа што зборував пред малку, бидејќи германците, еве, сите збориме цело време за Италија како не може ни да се квалификува на светско првенство и се останато, но барем Италија во последните 10 години има европска титула. Германците не може да кажат дека нешто се многу подобри кога 3 првенства поред завршуваат во 32. Сега може да кажеме да беше 32 репрезентации, они пак исти пласман имаат и на ова светско првенство како на претходните две. И кога ќе видиш има и срекна група. Има срекна група, има Курасао, значи едина што беше лесна победа беше Курасао, со брег на слонова коска се извади од Еквадор изгубија. Сигурно има голема вина и федерацијата. Прошлото првенство, како што кажавме, Нагелсман
колку што искочи во јавност имаше клаузула која помине групата, автоматски му се продолжува договорот. Така да и тогаш имаше некоја полемика во Германија дали да се смени селекторот или да не се смени. Они застанаа позади него, пошто помина групата, ваља треба да плаќаат некои пенали. Му дадоа уште една шанса. Видовме дека не е таа Германија која што треба да биде Германија. Прочитав сабајле на некои портали дека Најгасман не ни помислил да поднесе оставка, што ќе видиме како ќе реагира федерацијата. Многу од германските медиуми го нападнаа дека нема никаков однос со фудбалерите, дали се должи тоа што разговаравме и пред подкастов дека мора барем на некое ниво да имаш играно фудбал, да знаеш како да менаџираш со фудбал, да знаеш што се случува со облекувалната, кои се нивните муабети и сето тоа. Дали тоа му е голема грешка, пошто реално кога го гледаме и вака сега од телевизија, кога го гледаме покрај линијата, делува како човек кој што не е баш Па видете, тоа што го разговаравме, моје мислење е дека човек кој што не играл фудбал, не можеш да играш ти на врвно ниво фудбал. Значи мораш да играш фудбал за да осетиш облекувалната. Најгасман едноставно не играл фудбал, бил до некои младински категории и е теоретичар повише. Значи многу млад влезе во тренерските води. Сигурно дека не е далеку од лош тренер, али мислам дека не на нивото кај што треба он да биде тренер на Бајер Мюнхен и на репрезентацијата на Германија. Како што кажа, значи едноставно ти мораш да осетиш облекувалната, мораш да имаш доперни точки со фудбалерите, мораш да знаеш кога да се насмееш, кога да дигнеш ручна што се вика, кога да попуштиш, кога да бидеш строг, едноставно мораш да си дел пак од таа облекувална. Најгасман тоа не. Што мислиш вака, не размислил он да поднесе оставка, дали се отвора, не знам, позиција за клуб да седне конечно на германската репрезентација? Некако, не знам, многу ми е чудно кога клубскиве одлични тренери се одлучуваат да преземат репрезентација. Гледаме Зидан колку веќе 5-6 години чека да се ослободи конечно местото во француската репрезентација, го наследи Дешам. Еве Клоп рече дека е уморен. Дали некако полесно им е тоа да спремаат само десетина надпревари во текот на годината кога нема големи надпреварувања, или која е причината што почна се повеќе дека се насочими, ајде Анчелоти веќе човек во години што веќе многу има поминато, но Зидан, Клоп се релативно млади луѓе за тренери се уште. Па за мене е големо изненадување тоа што го кажа и за Зидан и за Клоп. Едноставно, еве Зидан зема преголема пауза, кој што е врховски играч и врховски тренер. Зема премногу пауза, али се види дека чекаше едноставно да се ослободи место во француската репрезентација. Клоп за мене е најдобриот германски тренер кој што во последните 10-15 години Германија го дала и сигурно дека ќе биде тоа најдоброто решение за Германија доколку Клоп прифати. Али како што гледаме, Клоп му одговара оваа улога во Red Bull, да биде координатор на сите клубови кои што се под капата на Red Bull. Едноставно се посветува повише на фамилијата, пошто кога си во такви големи клубови како што е Ливерпул долго години, пред тоа беше во Борусија Дортмунд, премногу стресови, премногу неспреспиени ноќи, немаш време сам за себе, немаш време ни за фамилија. Едноставно се одлучуваат да се направи таа брейк, тој прекин пауза, како што го направи исто и Гвардиола, после Барселона беше, мислам, па после Бајер Мюнхен исто, и сега мислам дека пак ќе го направи. Едноставно им треба таа мала пауза. Уште еден надпар замина на пенали, доцна синоќа или рано утро во Крал Сакраме може да гледаме Холандија Мароко, иако Мароко беше подобар во текот на целиот меч, на крајот се спасуваа со гол во финишот, на пенали помина. Дефинитивно Мароко не може веќе да биде изненадување, да збориме кој знае каква сензација направиле, бидејќи не само со играта во последните години, туку и со фондот на играчи тотално не заостануваат за најдобрите европски репрезентации, но колку ги чини тоа, можеме да кажеме, од една страна експериментирање во силните европски репрезентации, но од друга страна и падот на домашниот фудбал. Ги гледаме Ајакс, ПСВ Ајнховен, многу се слаби во европските надпреварувања последните години, поготово за холанѓаните. Они се имаат квалитетни играчи, да, но
Кога гледаме дека Френки де Јонг е една од најголемите звезди, знаеме последните години во Барселона каква е неговата форма, колку Холандија има проблем како репрезентација која што никогаш не била светски шампион, да, но има изгубено многу финалиња, но секогаш 3 финалиња има изгубено. 74-та, 78-та, 2010-та, така да, тие се 30. Колку има проблем Холандија, бидејќи Холандија секогаш каква и да била таа симпатична репрезентација која што игра за гол повеќе, секогаш имала некои мајстори, не знам, од почетоците кога сум почнал да гледам Беркам, Клойверт, сите тие играчи, понатаму со Робен Снајдер, Ван Перси, Ван Нистелрој измеѓу. Колку Холандија е во проблем, една земја која што има голема фудбалска историја. Последно нешто со Ајакс беше генерацијата на Тен Хаг со Де Јонг и со Де Лифт, па на крајот и од таа генерација не излегува некои екстра класа фудбалери, се изгубија некако во... Генерално гледање, но репрезентацијата на Холандија е стварно добра репрезентација. Ти кога ќе погледнеш, значи имаш позади Вирџил ван Дајк, ги имаш напред Гакпо, Демфрис по десна страна, го имаш Деликт у одбрана, го имаш, сада не ги направувам... Ван де Вен. Многу Гравенберг, Де Јонг, напред Мален и многу играчи. Моје мислење дека на репрезентацијата на Холандија секогаш и фалело карактер. Многу се некако, не се како Мароко, не се како, како да не ја посакуваат толку победата, и затоа не е случајно дека они стигаат и на европско првенство и на светско првенство многу до тие полуфинални и финални борби. Никогаш не успеваат. По мене главната причина е карактерна. Иначе ако гледаме генерално за утакмицата за Мароко и Холандија, мислам дека многу рано се сретна. Како што кажа ти, Мароко не може да го отпишува никој. Беше стигна до полуфиналето во Катар. Стигна до Афрички куп, сега дали го победили или не го победили, тоа никој не знае. Тоа никој не знае. Кој е шампион? Едните викаат Сенегал и другите. Али Сенегал ја победи утакмицата, дефинитивно. Али имаат страшни играчи кои што таа генерација се создава 7-8 години, со Халил Хоџич беше прв кој што почна да создава таа репрезентација. Има страшни играчи кои што играат на многу високо ниво, една компактна, една фанатична репрезентација која се бори за секоја топка. И мислам дека ајде да не кажам фаворити. И мислам дека може пак да дојдат до четвртфинале, полуфинале. Што мислиш ти, лично за Мароко? Ја имам тако некој впечаток досега првенство, слично беше и мечот со Хаити, немаше некој преголемо, се знаеш, и тураш стварно изигра убав фудбал, ценат онака фајтерски. Два пати губе. Губеа, па баш поради тоа бидејќи губеа, тоа баш сарам да го поразговараме, бидејќи со Бразил одигра феноменално, со Шкотска некако тој Мароко многу ме потсетува на тука нашиот менталитет и балканските земи. Некако премногу размислуваат на резултатот и играат фудбал додека дадат гол. Со Шкотска беа многу подобри, може би 3-4 гола да им дадат. Некако на крајот повторно тоа нивното да помине време, да се задржи време, да се 1-0 е предност, што не знам, еден корнер може се да смени Шкотска на крајот од никаква игра можеше да им земе бодови. Дали тоа е проблем за репрезентации како Мароко, дека многу размислуваат на тој резултат? Оние африканскиот куп на нации реално домаќини беа подобри од големиот број, иако африканскиот фудбал многу напредува последно време, беа подобри од доста репрезентации. Пак се беше тоа некаква килаво 1-0, 0-0, пенали, се остана. Пази, тоа е екипа која што стварно игра на резултат, која што гледа да помине, секако да помине. И ти кога ги анализираш нивните мечеви, гледаш дека они кога ќе дадат гол, они, како што кажа, више влагаат во одбрана и го чуваат тој резултат. А може да играат фудбал, може да играат. Али е репрезентација која што на овие големи надпреварувања мораш да играш на резултат. Наставно мораш и да се штедиш. Со Бразил видовме еден Мароко кој што на доста моменти беше и подобар од Бразил. Подобар противник. Со Шкотска, како што кажа, они можеа да дадат и повише, ама едноставно се одлучија после тоа да го чуваат резултатот. Сега со Холандија, пак е тој Мароко кој што игра на резултат. Губи па се враќа. Значи, пак ќе кажам, тој надпреварувачки менталитет и игра на резултат. Едноставно, само резултатот те носи напред. Убавиот фудбал
како Турција, да кажеме Турција, првите две кола има 62 така нешто удари на гол. Значи таква статистика не знам која репрезентација имал. 0 бодови. Значи убавиот фудбал не те носи понатаму, посебно на овие надпреварувања. Јас сум за убав фудбал, ама резултатот е резултат. Дали последниот убав фудбал на првенството што е нормално одгледавме и групната фаза. Сега сите еве може да провориме малци за Бразил вчера со Јапонија. Почна слабо во првото полувреме, немаа ни шанси, јапонците одлично се бранеа, им помина еден шут, влезе, кој што често влегува во фудбалот. Почна второто полувреме, Бразил почна силно, има, не знам, 3-4 чисти шанси, 2 стативи, дадоа гол и после пак тоа што се вика нокаут фаза. 1-1 израмнија, не е страшно дека може да испаднат и некако успорија, да не се случеше греша на крај на Јапонија, отиде тој натпрев во продолжение. Колку и тоа до некаде тактизирање премногу ги чини големите репрезентации. Не знам, 60-та минута веќе одат повнимателно бидејќи израмнија. Не знам, јас сум Бразил. Нека дадат уште еден гол на контра, ќе им давам уште 3. И видов дека ги нападна. Ама немаш време. Немаш време. Може да имаш 5 шанси, 3 стативи не може да влезе. Така. И влезе на крај, Мартинели го даде, ама многу лесно можеш и тоа да отиде на пенали на крај Бразил чао да речеме како со германците. Исто контра, кој што можеше да даде гол. Вака, околу таа утакмица генерално гледано Бразил беше многу подобар противник, али можеше лесно да искочи да не го добие тој надпревар. Зашто? Јапонците дадоа гол и видовме една фанатична и фантастична Јапонија кој што сите играат во одбрана. Значи ти кога ќе застанат 11 луѓе на 20-25 метра, многу е тешко тоа да се пробие тој зид. Тоа ти што го кажа, едноставно они дадоа гол и доаѓаат 10 минути при крај. Добар селектор како Анчелоти сака да затвори утакмицата на 0-0, пошто имаш уште 30 минути. А што ако примиш 10 минути или 5 минути гол? Немаш време, а ваму имаш 30 минути плюс. Тоа е моје мислење. Рачунајте, има 30 минути, значи 30 минути бразилците имаат измени кои што може да допринесат, да ја прегазат во тој екстра тајм Јапонија. Бразил дефинитивно има квалитет. И тоа го видовме, значи Јапонија и Бразил. Вака е разликата. Може ли конечно таа смиреност на Анчелоти да им помогне на бразилците да стигнат и до крајот? Ако гледаме нападот, да, квалитетен е на сите позиции, имаат можеби по 2 играчи, Рафиња се повреди, не се ни гледа некоја голема разлика. Знаеме дека каков и да е Неймар, ако го ставиш 20-30 минути, он со еден потер може да го реши над преварот имаат. Но колку им фали креација во средниот ред поготово и колку се ги имаат Маркиньос и Габриел Дано и бековските позиции седни послабите, знаеме од денешниот фудбал бековската позиција колку е важна. Колку ова може да биде проблем и дали може некако Анчелоти тактички да ги затвори овие дупки, бидејќи видовме голот на Јапонија падна по грешка на Данило. Вака, моје мислење е дека најголемиот квалитет на Бразил е Анчелоти. Тоа што го зборевме за Биелса и за Нагелсман, контра е за Бразил. Ете, например, и он е возрасен, ама знае да се привикнува со времето во кое што живее. Еден господин кој што влегува со играчите, разговара со играчите, играчите го сакаат. Видовме што се деси околу Неймар, а реалноста дека Неймар не требаше да биде повикан. Он го повикува Неймар, исто така и за атмосфера. Неймар многу значи, он е најдобар стрелец во историја на Бразил. Не знам колку голови има, 70 голови. Значи ти го зимаш, даваш еден сигнал и на тие играчи, друго е ти кога го гледаш Неймар до тебе на собликувална, посебно на клупа, кој што може да реши. Неймар не е тој истиот Неймар како пред 4 години, али пак е Неймар. Така да, мој мислење дека најголемата предност на Бразил е Анчелоти. Средниот ред е доста послаб, одбраната е доста подобар дел, нападот не е оној напад како што сме научени да ги гледаме Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Кака, да не набројувам сега и пред тоа Пеле она, али го имате еден Винициус Јуниор кој што е во феноменална форма, тука и Куња, тука има исто Рафиња, исто добри играчи кои што надоаѓаат во бразилскиот фудбал, али пак ќе кажам најголемата предност на Бразил е Анчелоти. Сакам да поразговараме за Винициус. Не ти делува премногу смирено ова светско првенство, некако како
тој човек само под Анчелоти да може да биде смирен и размислува само за фудбал. Нема ни еден негов испад, чак што више делува многу мирно и кога не иде на терен квалитетно. И делува баш ко лидер што не можеш да замислиш Винициус да не е себичен и лидер, пробува цело време и со Марокоите он ги извади да не изгубат. Бразил, тоа веројатно беше најславиот надпор на Бразил на првенство. Делува смирено и некако се подредува на тимот и нема негови испади, не знам, со публика се расправа, не верувам дека не го навредуваат во Америка како што Сигурно го навредуваат. Сегде во светот Тоа е нормално. се навредуваат. Колку има и тука Анчелоти? Па најмногу има Анчелоти. Анчелоти мислам дека го знае доста добро Винисиус. Долго време работеа у Реал и мислам дека под негово водство во Реал он немаше испади. Едноставно Винисиус кога дојде во Реал, он беше екстра талент, али веруваше дека може да стане толку квалитетен фудбал. Моје мислење не ми делуваше така. Моје така. мислење не. Он кога дојде во Реал Чудно делуваше, некако кога ќе видиш бразилец очекуваш нешто многу подобро. Не беше нешто вау. Али сигурно тие луѓе го виделе како квалитет, го гледаат на трензи, ние го гледаме на утакмици. Едноставно достигна некое ниво кое што дојде, ајде да не кажам топ 3, топ 5 играчи во свет. И сигурно под водството на Анчелоти е доста посмирен, има поголема доверба од Анчелоти. Анчелоти го знае како дише што се вика, му дава таа слобода и гледаме на секоја утакмица тука гол, асистенција, најголема опасност. Допрва следува тој правиот нови Винициус. Следен противник за Бразил ќе биде Норвешка или бреот на слоновата коска, две доста квалитетни репрезентации, многу озбилни, тактички. Сега сме збореле во минатото африканските репрезентации се дека се физички подготвени се, но ова првенство покажа дека знаат да играат и тоа како на резултат и тактички се подготвени. Што очекуваш од овој надпревар? Мислам дека ќе биде доста квалитетен, две цврсти репрезентации, силни, и дали Бразил може да има големи проблеми во тоа осмифинал? Сигурно може да има од двете репрезентации голем проблем. Од оваа утакмица очекувам норвежаните ми се многу симпатична екипа. Една екипа која што е создадена од доста играчи кои што играат во премиер лигата и го имате еден Халанд, еден Оденгард, еден Серлот, значи тоа се екстра класа играчи. Видовме дека со една Франција одигра баре-бар надпревар со вториот тим, значи со вториот тим без доста клучни играчи. Ќе биде многу интересна утакмица. Пак ќе кажам, норвежаните ги пратам и стилот на Норвешка доста ми се свиѓа, посебно нешто слично како Бодо Глимт што игра. Таков стил играат, а од друга страна брегот на слоновата коска е една моќна физичка репрезентација која што има стварно добар потенцијал, има 4-5 играчи кои што се врвни играчи и го има Диамаде кој што е еден од најбараните играчи моментално во светот. Така да очекувам една многу цврста утакмица и Бразил ќе има голем проблем со било која репрезентација што ќе помине. Тие ќе бидат два различни стила на фудбал. Африканците имаат моќ, имаат трка, имаат брзина, норвежаните имаат моќ, имаат техника. Што ќе надвладае ќе видиме. Го имаат напред Халанд кој што е топ играч, го имаат Серлот, го имаат Оденгард, така да ќе биде многу добра утакмица. Ме интересира тука твое мислење, бидејќи самиот кажа пред малку дека јазот меѓу најсилните репрезентации, условно речено помалите, многу се намалува. Со Бабунски пред некој ден ми беше гостин, исто разговаравме, дојавме до еден заклучок дека секој во светот знае да игра барем одбрана и контранапад во денешно време. Знае да се брани добро. Како гледаш ти на оваа работа, бидејќи повеќе или помалку сите покажаа како треба да се бранат, ако успеат први 20 минути, половина час да издржат, веќе веруваат дека можат и до крајот да. Пред се го гледав подкастот и бил еден врвен стручњак кај што неговото мислење стварно треба да се слуша. Тоа што го кажавте, значи ти ако имаш добар фонд на играчи, добар селектор, ако се поставиш добро у блок и ако имаш брзи играчи, ти си завршил 90% од работата. Тие африкански репрезентации за тоа идат све погоре и погоре, едноставно имаат играчи кои што порано не играа во врвните европски клубови. Сега од сите репрезентации од Африка гледам минимум 5-6 играчи кои што се во топ 10, да кажам, клубови во Европа. Тие се обучувани, како порано не беа, значи сега имаат сите врвни клубови и академии во африканските земји, ги зимаат таму, ги обучуваат, ги носат во Европа. Фудбалот трга на една страшна физика, физички да си подготвен, брзински
90% има завршена работа. Само да поставиш екипата, брзи крила, фаворитот мора да киксне негдека и ти мораш да создадеш едно 4-5 шанси. Од тие 4-5 шанси, ако реализираш 2, тоа е више 2 гола. Доаѓаме до тоа дека ти мора направиш се што е во твоја моќ, Така е. за да го победиш. Па сега здравје Боже, ако помине, ако не знаеш дека си пробал се. Тоа е истото, извинувам што ве прекинувам, значи истото Гана со Англија. Тоа баш сакав да кажам, Гана ги ретко претепа, значи ги претепа Англија. Тие играчи кои Англија, јас се сеќам тука, сега ќе излеземе малку од темата која играше Тотенхем со Хари Кейн против Шкендија, тука кога дојдоа. Мене секоја чест на нашите фудбалери во Шкендија во тоа време, не знам и Бетулај беше и се, но кога го чува Хари Кейн на градски тука во живо кога гледаш, многу смешно делуваше. Пази, тој е играч кој што вреди 100 милиона евра. Некако ми личеше дека тројца сите што беа во одбрана, не знам, 5-3-2, 3-5-2 што играше Шкендија, тој надпред дека можеше сам да ги загради сите тројца, а со Гана од друга страна не делуваа толку супериорно, што више инфериорно делува. Играчите на Гана играат во врвни европски клубови, да не заборавиме, значи играат и во француски, во англиски, во италијански, во шпански екипи, едноставно играат на високо ниво, на друго ниво. Ги претепа од мавање англиските. Разговарав со еден мој пријател, вика, не е фудбал, а вика, што ќе правиш ти против Англија? Немаш како да играш, мораш да се поставиш во блок и да чекаш простор на брзи против напати, да направиш нешто. Значи, ако играш ти барабар со нив, да се отвориш, ќе ти дадат 5 гола. Ги споменавме Халанд, Винициус, тука мора ги ставиме, не знам, Меси, Мбапе, Кейн, сите играат одлично од стартот на шампионатот и делуваат буквално екстра мотивирани, што не се сеќавам на претходно светско првенство, дека толку главните звезди во прв план легуваат на секој надпред. Имаше некој податок дека со овие 6 гола што ги дае Меси во последните, не знам, 10 или 12 светски првенства, веќе сега ќе беше најдобар стрелец само по групи. Тура ги имаме, не знам, Дембеле има 4 гола, Мбапе има 4 гола, Винициус има 4 гола. Колку ова светско првенство, ако тргнеме на страна зголемениот број и премногу надпревари може и непотребно, што имано знаеме зошто е сето тоа така, може да биде и едно од најдобрите во последниот период. Најдобрите со голови, мислите? Па не само со голови, туку и со Катар, далеку од тоа, Меси имаше добро првенство, Мбапе имаше добро првенство, ама некако беше толку. Сега некако сите екстра квалитетни играчи имаат своји надпревари. Оне што го гледаме, тоа што го кажа, значи порано беше со 5 или 6 гола најдобар стрелец на светско првенство. Сега во групите се даваат од 4 до 6 гола. Едноставно сите врвни играчи блесна и стварно може да очекуваме дека некој може да надмине таа граница од 10 голови. Ние ќе збориме да се навратам на Меси. Меси игра више 2 години во Америка. Значи, гледаме дека играњето во Америка не е баш така. Не е толку смешно како што мислевме. Значи, пази 3 утакмици 6 гола. Па 6 гола ти не можеш да дадеш на мал фудбал што се вика. Тоа е квалитет. И тие квалитетни играчи, ние пак збориме, тие се квалитетните играчи. Тие се топ 10 играчи во свет. Значи тие се одвојуваат, не се одвојуваат тие другите. Тие другите немаат 4-5 гола. Овие квалитетните што претендираат и за златна топка и што освоиле златна топка, они се тие играчи кои што ги даваат тие голови. Ајде малку да ги фатиме и другиве што се фаворити. Франција. Може да зборуваме дека покажа најмногу досега, но тоа сите знаеме добро дека не мора ништо, значи кога ќе дое нокаут фаза, еден слаб надпревар може ти веќе да си крај на првенството. Колку ти се допаѓа нивната игра, мене ми делуваат во напад во некој период како и да се шегуваат. Не знам, сега средината, Рабио, Коне, Чуамени, можеби е послава, одбраната исто има квалитетна со сите играчи. Можат ли да отидат овој пат до крај и ми интересира твое мислење, Дешам од 2014-та после светското е селектор на Франција. Од 2016-та европското кога беа домаќини до сега скоро на сите првенства беа во топ 3 фаворити, дали европски, дали светски. На крајот во овој период од 12 години има само една светска титула. Дали доколку Франција не стигне до титулата и на овој шампионат, може да се каже дека ова е успешна ера или сепак можеби Дешам не е толку
квалитетен, ајде да кажеме, кој што се збореше сите овие години, бидејќи секогаш беа меѓу првите фаворити на европските првенства, секогаш хицнува, ајде и тоа финале со Португалија големи фаворити беа што играа на голем терен. Како гледаш на цела оваа работа? Па пазите, Дешамп ако не бил квалитетен нема да се задржи толку години на селекторската позиција. Дали ќе биде успешна цела оваа негова ера ако заврши само со една титула? Па генерално гледано тоа е успех. Секогаш е Франција у топ 4 у последните европски светски првенства. Сега, да, има репрезентација која што е по мене прв фаворит за освојување. Има страшни играчи. Да се влезе во финалето и да не се освои, како го гледа, генерално, секогаш е успех да се освои. Франција дефинитивно има потенцијал од последните 10 години да биде минимум 2 пати. Сега, што ќе се деси на ова светско првенство, па како што кажа, тоа е една утакмица. Тоа ќе се падне некој појак противник, имаат повише шанси, нема да дадат гол, ќе влезе една контра. Тоа е една утакмица, али генерално гледано, она не знаеш од кај да се плашиш, значи кога се видиш напред од Мбапе до Дембеле Шерки, Баркола се замени Турам. Да, Турам многу малце добива шанса, значи Шерки кој што знаеме Манчестер Сити е главен играч. Баркола кој што е еден феноменален талент. Значи не знаеш од кај да се плашиш, ти како што кажа средниот ред, да, средниот ред им е подефензивен за да има повеќе простор овие напред 3-4 играчи да секого може да добијат. Значи секого може да добијат и како што кажат, и кога доаѓа до шегување, тоа е надмоќ. Тоа е надмоќ. Сега, ако они бидат во добра форма, мислам дека нема кој да ги сопре. Нема шанси, така бидејќи дека пред 4 години има и многу проблеми со повредите, на крајот со целото тоа првенство голем број играчи им испадна, не знам кој се повреди, дали Рабио се повреди или Чуамини како беше се, ајде да не ме фаќаат сите. Гризман мораше да игра многу поназад до средина еден период, па на крајот беше да ги елиминираме одвај со пенали Аргентина во финале. Па тоа што го збориме, Аргентина со милион проблеми, а сега имаат многу поголем фонд на играчи него пред 4 години, посебно во нападот. Дембеле има многу поголема самодоверба, Шерки, Родобија, Дуеј, Баркола ги немаа пред 4 години. Генерално гледано, значи они имаат играчи кај што има 3 тима да направат, не 2. И не 11. Значи првите 16-17 играчи им се на исто ниво. Ниедна друга репрезентација нема толку квалитет како што има Франција. Аргентина е спомна. Да, али Аргентина го нема тој квалитет на секоја позиција по 2-3 играчи. Аргентина го има Меси и добро се поставени за Меси. Функционираат на потез за Меси. Франција, не знаеш од кај да се пазиш. Значи, еве спореди Франција и Бразил. Значи, Бразил е Бразил. Кога ќе ги ставиш двете екипи на терен, играч на играч да ги играч на играч, значи Франција и Бразил вака. Реално, сега како тоа ќе функционира понатаму, пак ќе кажам тоа е една утакмица. И искрено ги гледам французите и англичаните како и шпанците, да не ги заборавам, како главни претенденти за освојување на светското првенство. Еве ги спомена англичаните. Тухел одбра некој свој тим што мисли дека е најдобар за него. Знаеме дека Тухел колку и да имал проблем во тие лигашки надпревари, не знам и во ПСЖ кога беше и во Челси, знае да игра нокаут надпревари, знае да игра кога е резултатот во прашање. Во Англија не се баш најзадоволни од играта досега на англичаните. Гледам и со Панама се мачеа, но некако делуваат и они цврсти. Недостига можеби креација во средината. И тоа те се отвори ново прашање, дали недостасуваат моментално во фудбалот креативци во средината. Сите кога гледаме надпревари, гледаме Англија, Деклан Райс и Андерсон, квалитетни играчи, но не се толку креативни како што фудбалот више на сосема друго ниво. Тие десетки, тие креативци више ги нема. Више ги нема, тие се све тие осмици кои што може да истрчат, кои што може да стигнат бокс ту бокс, кои што може да затворат. Тој креативец што го збориме, тој креативец моментално го има само во Аргентина. Кога видиш само Меси. Некој друг креативен играч кој што игра на може, ама на тоа ниво, има Португал има креативци, ама кој што игра на тоа ниво, мислам дека го нема. Таа десетка.
Мислам дека го нема. Фудбалот отиде на некое друго ниво кај што бараат повише трчање, кај што ги бараат тие повише осмици, таа десетка више изумре. И како што кажа Англија може да не се задоволни, ама Англија генерално кога што гледаме, ако гледаш, они беа пласирани и они со Панама, тие мора да се одморат тие играчи и едноставно некогаш страфот од повреда одиграат колку што е доволно. Тук таа Англија ќе видиме сега. Ајде уште од фаворитиве да се насочи уште кон Португалија и Шпанија. Португалците беа многу послаби од Колумбија, одигра слаб натпревар, на крајот и се спасуваа да не изгубат. Колку очекуваш од нив, дали може нешто да направат или дали Роналдо е проблем, не е проблем, бидејќи сега може да зборуваме сите Роналдо ваков таков, само Бендиса ни дадат, не треба веројатно више да игра по 90 минути, треба да остава он барем да влезе, не знам, кон Неймар последни 20 минути, има класа да реши свој надпревар, но со Колумбија надпреварот не ми делуваше дека само беше проблемот Роналдо. Па пазете, многу спори, некако не во игра нико. Да, Португалија као Португалија малце таа репрезентација е во пат. Они превише во последните 10 години, 15 зависе од Роналдо. Едноставно таа сенка на Роналдо треба време да се изгуби. Он е уште во репрезентацијата. Да, Роналдо е Роналдо, значи не може да кажеме еден од најдобрите играчи во историјата на фудбалот. Али времето те гаси. Ти имаш 41 година, ти сакаш да играш секоја утакмица по 90 минути. По мене треба да се балансира тоа негово играње, 60-30 за добро на репрезентацијата. Сега како таму се гледа, не знам, али она Португалија не е истата Португалија како што беше пред 2, 4, 6 години. Дефинитивно. Шпанците исто слабо стартуваа, добија многу напади, Де ла Фуенте дека не е избрал вистински играчи за шампионатот, но шпанците се европски прваци, слабо стартува, ама еве гледаме дека Јамал полека се враќа, тој е еден од топ 3 играчи што може да решат. Значи, пак ќе кажам, тие групна фаза на утакмици сите ја темпираат таа форма, пошто Шпанија многу лесно влезе во следниот круг. Пак ќе кажам, оваа форма се чува за да дојде до четвртфинале, полуфинале, финале. Тука се темпира формата. После тие тешки утакмици, истрпни утакмици од првенството, некои играчи од тие големи репрезентации треба да се одморат. И не се истите играчи на крај на првенството, како што биле, еве, ќе ги земеме во Барселона и почеток на европското првенство во Америка. Значи, имале мал одмор, па мали припреми, едноставно таа форма се темпира да поминат групи. Шпанија не би отпишал никако. Зборувавме дека ниту една скоро од репрезентациите не разочара премногу, дали посла зависи какви се очекувањата. Беше во твојата кариера во момент кога не беше толку модерно да се оди во арапските зими, како што е сега, играше во Катар, во Ал Ахли во 2007 година. Дали од тогаш се гледаше дека сака тој дел од светот да влезе повеќе во фудбалот? Кога разговаравме, рече, во тој период Гвардиола играл во катарскиот шампионат Дебур. Во истиот клуб заедно сте биле со Пеп Гвардиола. Колку во тоа време се гледаше дека може таква експанзија да добие фудбалот и во овие земји? Гледаме денес Саудитска Арабија, не идат само, не знам, како Роналдо веќе на крај на кариерата, туку многу млади фудбалери се одлучуваат да заминат таму. Многу е сменето сега и во тоа време. Во тоа време беше тотално, за мене беше тотално непознато. Мене ми стигна понуда, ја памтам бе во Полска, ми стигна понуда од Катар. Нормално ја одбив. Пак ми се јавија, Катар, каков Катар? Ја одбив. Третиот пат ми се јавија. Вика вака и вака, Катар, Гвардиола игра, Окоче игра, Дебур игра таму. Во сите различни клуби, потоа беа и Чави и многу фудбалери. Катар, размислам, финансиски, па ми кажа. Беше во тоа време и финансиски? Да. Тоа беше пресудно што јас отидов во Катар. Кога отидов во Катар, видов една земја кај што е преубава, се во тоа време со интернетот немаше толку за да видиш, кај што има нови стадиони, кај што има перфектни услови за тренинг, збориме тоа е пред 19 години, и више од тоа време видов дека тој арапски свет почнува да се развива и почнува да вложува во фудбалот.
они више пред јас да дојдам 4-5 години почнуваат да вложуваат, земаат звезди од Европа и гледаме сега на кој ниво е Саудиска Арабија, Емирати, Катар, значи тие се лиги кај што има стварно добар квалитет, се заработува добро, имаш феноменални услови за живот феноменални, така да на секој би му препорачал ако има да оди таму. Ете рече во исти клуб со Пеп Гвардиола сте биле. Каков е како соиграч, не знам. Сега веќе тоа е крајот на неговата кариера, веројатно не бил во полна форма и се, но односот, тренинзите, тие работи што се поеќе човечки него најголема штета за мене што не одигравме ние заедно ни едну такмица. Он беше повреден во тоа време и таман се враќаше од повреда. Ако ви кажам дека он тогаш ги водеше тренинзите. Значи, како човек феноменален, како лик многу позитивен. И едноставно ти кога ги видиш тогаш он како ги водеше, како го зимаше играчот, ти ваму, бевме бразилец тренер, Зиза се викаше, легенда на Бразил, значи него му дозволуваше тоа и многу позитивно се облекувал, на позитивен после тоа, ајде идеме на кафе, ајде идеме на ручак. Едноставно тие 2-3 месеца видов една звезда која што е многу обичен човек. Така да тоа е многу позитивно мислење. Имав контакт со него до 2011-12, после тоа не. Тоа е више иде на некое друго ниво. Се видовме во Атина. Бев да ја гледам утакмицата Олимпијакос Бајер Минхен. Бев сместен за чудо во истиот хотел кај што беше Бајер Минхен. Еден коридор. Значи не можеш да придеш до екипата на Бајер Минхен. Бев со Горас Михајлов, со тренерот, бевме заедно и Горас вика, кажи му, кај да му кажам. Вика, викни му. Ја му викнав. Ме виде, вика, дојди. Дојдовме 2 минути, они се спремаат за утакмица, 2 минути. Муабет, како си изгушкавме, она, направивме слика и вика, чекајме после утакмица. Ќе се видиме после утакмица. За жал, после утакмица, значи таков хаос пред хотелот, нормално. Ни можев да дојдам до таму, ни па се видов. Така да тука завршува, тука е последното гледање и последната комуникација со Гвардиола. Ајде малку и за Македонија и сето тоа што се случува. Последните 2 светски првенства 2 пати во бараж. Ете, ни недостасуваше можеби тој првиот бараж, може малку повеќе среќа после Италија, да не беше баш Португалија, да беше барем некоја барем од втори шалон европска репрезентација. Сега не имавме некои шанси против Данска во баражот. Колку ова сега што ни се случуваше од 2019-20 да речеме до денеска е само еден сплет на многу околности, погодена генерација и колку може да очекуваме дека ќе задржиме некој ниво и во следниот период или мора да бидеме свесни дека може биде некој мал пат на репрезентација? Па видете, генерално гледано, 2 пати играме бараж за светско првенство, еднаш ќе играме на европско последните 5-6 години. Генерално за оваа земја голем успех, ако гледаме генерално. Од друга страна ти се паѓа Италија, ја поминуваш Италија, налетуваш на Португалија. Тоа се 2 у топ 5 репрезентации во тоа време, кај што ти треба да ги елиминираш во континуитет. Губиме од Португалија. Вториот пат играме со Данска, која што реално играш на нивни терен. Реално мислам дека од сите репрезентации Данска беше најквалитетната репрезентација која што ни падна. Игравме на европско првенство. Мислам дека оваа генерација стварно заслужува почит. Сега, што во иднина? Мислам дека треба да се постави темел на репрезентација. Оваа генерација има смена од таа генерација, оваа генерација треба да се даде шанса. Има нов селектор, треба да му се даде шанса да се подмлади таа репрезентација. Едноставно мислам дека таа генерација 2002-2003 треба да се исфорсира. Многу се млади, по 22-3 мислам многу се млади. Ние викаме дека се млади. Дали се млади за денешен фудбал 22-3 години? Па не се млади, али кај нас се млади. А европски фудбал не се млади. Али мислам дека таа репрезентација од тука треба да црпиме квалитет од 2000 и 2002-2003. Тука има квалитетни играчи и мислам дека треба да следните 5-6 години да се црпи од
тоа годиште играчи да црпиме квалитет од тоа годиште и да се даде шанса и да се гледа не Лига нации, значи да се гледа и за 2-3 години што ќе се направи. Значи не сега. Значи има смена на генерации. Многу е зезнато во фудбалот да донесеш одма играчи, одма да ги вклопиш, значи треба време и мислам дека треба 2-3 години да поминат за да се вклопи таа репрезентација. Ништо во животот нормално не може да знаеш, камоли па во спортот, но може ли сепак еден ден да доживееме сите ние да гледаме Македонија на светско првенство? Па јас се надевам дека може, зашто да не? Значи ние сите треба Кој се надеваше дека може да играме 2 баражи, да сме толку близко и да играме на европско пред да речеме десетина години кога беше катастрофа фудбалот во Да. Никој не се надеваше, искрено јас се надевам, јас сум оптимист. Еве гледаме каков е форматот, сега нешто се збори за проширување, може ќе направат и 100 екипи, не знам како ќе направат, али мораме ние да размислуваме позитивно и мораме да гледаме напред, едноставно мораме да се бориме за да дојдеме до тоа ниво, за да влеземе. Еве 2 пати сме во бараж, не влеговме. Хајде да се надеваме дека тоа ќе биде трета среќа. Трета среќа. Успе. Беше дел од Вардар како фудбалер во едни убави години на клубот. Колку ги И убави бе не убави. Па зависи како гледаме. Со Вардар секогаш е така, малку е убаво, малку е неубаво и тераат и тие. Пошто памтиш тој период од твојата кариера и Ајде, со кој најдобро соработуваше, не знам и како играч, тренер и се остана? Генерално, во Вардар сум цел живот, не знам за друг клуб во Македонија во играчките денови, од 8 години, 9 сум во пионерската школа на Вардар. 16 години, многу млад ме зема во прв тим, 16 и пол се почнав да играм. Многу тренери се сменија, имаше добри периоди, имаше лоши периоди, имаше кај што се освојува куп, имаше кај што се освојаше првенство, имаше кај што имаше неуспех. До 22 години остана во Вардар, после се вратив една година исто од странство и одигра во Вардар. Тогаш исто беа тешки времења, па добри времења, па пак тешки времења. Генерално за мене било исто да играм во клуб како што е Вардар, ми било чест и задоволство, дали биле тоа тешки времења или добри времења, исто сум ги гледал тие работи. По тој еден период со Грчаров дојдовте во Вардар, која беше можеби најтешко во историјата на клубот, втора лига. Очекува па и навивачите и луѓето што следат спорт да останете и во повлезот во прва лига на Вардар. Заминавте, што се случуваше цел тој период и колку што влијаеше на вашата одлука? Ете, дојдовте во Вардар кога немаше ни денар, кога работевте за клубот, многу пати имаш кажуване дека лични пари сте давале и двајцата за некои работи. Многу тешко време сега кога ќе се вратиш назад. Едноставно Вардар испадна. Се смени спонзор. Мене ме повика в септември, 3-4 пати ми се јави Слободан Крстевски. Беше направена селекцијата првата година, за жал не наместија, многу добро наместија некои клубови и не влеговме. Втората година направивме екипа со Грне, направивме една феноменална екипа. Стварно респектабилна, дори со таа екипа можевме да играме комотно прва лига, да се бориме, мислам да бидеме на средина на табела. Тргнавме добро, бевме есенски шампиони, одеднашка пак колапс, пак нема ништо, нема пари, нема плата, нема ништо. Не знаевме дали ќе почнеме зимските припреми. Се собра некои донации од навивачите. Почнавме. Беше премногу тешко, едноставно немавме како да функционираме, плаќавме сами терени, плаќавме сами ручеци, плаќавме и угостителите кои што ни дава ручеци беа за клубот. Премногу тешко морам да кажам, и на тие играчи треба стварно да им се даде орден за заслуга. Јас како прв човек во тоа време на Вардар и Грне како тренер, значи секој дневно тоа беше хаос, тоа беше не знаевме дали ќе имаме тренинг, не знаевме дали ќе имаме опрема, не знаевме дали ќе дојде автобус за патување. Едноставно дојдовме до некој ниво кај што
гледаш дека више клубот пропаѓа. Немаш како. Стиснавме завис, што рековме ќе идеме до крај. Се деси тој бараж кој што беше во Кавадарци, вечер пред баражот. Разговараме. И јас му кажав на Грне, викам, ова е моја последна утакмица. Те гледам емотивно говориш за ова и колку е тешко као човек ете кажуваш и самиот дека од 5 линија си буквално во Вардар. Колку е тешко во тој момент за тебе емотивно, сега сите ќе речеме си играл сегде во светот, си освоил и титула во Македонија, но љубовта кон некој клуб и кон нешто што се гледа во втора лига буквално. Дали имаш и некои притисоци, бидејќи знаеме како идат работи во Македонија, за жал се е на крајот политички договори или се, но едноставно немаше повеќе сила и колку и сега сите може да зборуваме, не знам, ти го сакаш Вардар, не знам, може да сакаш било кој клуб, но имаш ти некоја одговорности према твојата фамилија и према времето со нив и се останато, ако гледаш дека во нешто се даваш и е залудно. Па, како што кажав, претешко време за Вардар, многу изгубени неприспирени. Веројатно нека најнаш не ти дошла таа одлука, сега ти тоа беше моја одлука дека тоа е последна надпревар. Ние го добивме тој надпревар, таа еуфорија нас не понесе и Грне вика, бе, зашто да не пробаме? Зашто да не пробаме? Ја више бев стварно изморен, пошто ја бев пред Грне уште 6-7 месеци пред Грне. Бев изморен, немало никакви притисоци, пошто не може да има кај мене притисоци никогаш сум работел ни во Вардар, ни како играч, ни во Македонија, Ѓорче Петров, тоа. Едноставно, ако работам на мој начин и ќе биде така како што јас ќе кажам, додека сум јас на таа позиција. Не можевме више да издржиме. Како што влеговме во првата лига, почна многу мешања, почна многу, како да кажам, луѓе од околу да се појавуваат, играчи, ова, она. Немавме финансии пак ќе кажам, немавме финансии и искрено се осетивме предадени од многу блиски луѓе кои што беа тогаш во клубот и некогаш е подобро да се повлечеш за доброто на клубот, пак ќе кажам за доброто на клубот, едноставно го дадовме она што го дадовме, бевме тука, вративме клубот, повелете, тоа е наша должност, тоа беше наша должност. Верувам дека следиш во моментов, ете Вардар ја врати титулата после толку години. Колку си задоволен од овој клуб, од овој тим сега што е, како гледаш, што мислиш, колку ви се шансите во Европа ја почнуваат за некој ден настапот на Вардар во Европа? Вардар сега е сосема друг Вардар гледано генерално финансиски. Значи има 30 играчи кои што стварно добро котираат и финансиски и на трансфер пазарот. И Вардар заслужено пред се ја освои шампионската титула. Е најдобар клуб во Македонија, секогаш ќе биде најдобар клуб во Македонија и го освои купот и ќе видиме што ќе направи во Европа. Падна една финска екипа која што е доста незгодна, која што игра во групи лани и која што моментално си игра првенство таму. Па да видиме, јас сакам, верувам и се надевам дека многу брзо Вардар треба да го гледаме во некоја од групните фази. Тоа е добро за македонскиот фудбал, тоа е добро за македонскиот народ и тоа е генерално добро за сите нас. И пак ќе кажам, многу сум задоволен што работе во Вардар во тие тешки периоди. Колку, не знам, ти помогна цел тој хаос и во тоа што работиш као менаџер за тие што не знаат, еден од најдобрите се во Македонија, колку ти помогна цел тој притисок таму и нервози се за полесно ги сваќаш работите сега што се и колку од друга страна е тешко од една земја како што е Македонија да успееш да продадеш квалитетен фудбалер, бидејќи знаеме дека разликата во квалитетот, особено во тие млади категории, не е некоја помала ке нас. Но врските, познанствата со големите клубови, како и да се тоа ако можеш? Дефинитивно многу ми помогна тоа што го работам, што имам агенција више 12 години, што сум во контакт со многу клубови, со многу директори. Да не беше тоа, мислам дека многу потешко ќе се справев. А исто така многу ми помогна што бев на шеф на скаутинг службата во времето на Самсоненко со Дарко Панчев, доста разговаравме во тоа време и сигурно доста ми помогна и советите од него, уште бев млад.
И тоа многу ми помогна за да се изборам во тие тешки моменти со Вардар, како да се изменаџира, што да се изменаџира, пошто беше страхотно тешко да го изменаџираш тоа. Имаш незадоволни играчи, имаш играчи кои што ги бркаат останови, имаш играчи кои што немаат кај да јадат, па јавувај се, ова, она, па носи постелнина од дома, па тоа било на мајка ми ќе се јавам, спреми постелнина, значи постелнина ќе ми спреми постелнина, ќе им однесам, ќе донесам да се испере дома, значи ја не бев само спортски директор таму, значи бевме со Грни, со дечките од стручниот, бевме све, бевме мајка, татко на сите фудбалери, али пак ќе кажам, најголема заслуга на тие фудбалери што го издржаа сето тоа. И нормално тие сите имаат договори, се надевам дека еден ден ќе си ги земат пари со тоа што со таа жртва што ја дале. За прашањето што ми што ме прашавте колку е тешко, многу е тешко да продадеш играч, да пласираш во Европа. Зашто? Пошто нашата лига инфраструктурно е многу лоша. Една од најлошите во Балканот. Со ова раководство, со новото раководство гледам дека доста се иде напред и дека се намали лигата на 10 клуба, кај што со 10 клуба ќе имаме ние поголем квалитет во лигата, ќе има подобри стадиони, ќе има еве сега Битола се направи, еве сега како што знам Кавадарци ќе се стават рефлектори и се надевам дека во брзо време ќе имаме доста клубови кои што ќе имаат терени и рефлектори, да не заборавиме Шкендија гради стадион. Значи за поздравување и се надевам дека со таа инфраструктура и подобра лига е тек тогаш ќе можеме повише да пласираме играчи, да продаваме играчи. На самиот крај би те прашал дали има шанси во некоја блиска иднина некој добар трансфер да се објави од Македонија во некој квалитетен клуб, наш млад фудбалер да замине нешто вака. Па се надевам дека, знаеш, тие млади фудбалери мислам дека треба, ако више дојдат до тоа ниво, што побрзо да искочат на страна за да напредуваат. Кога ќе искочат на страна, најголем бенефит ќе има репрезентацијата, ако играат во тие клубови, ако има добар тренажен процес и се надевам дека во брзо време ќе имаме доста трансфери, што збориме, излезни трансфери од македонската лига на македонски фудбалери во европските земји. За светското првенство ќе те прашам и тебе, како што го прашав и Бабунски, говореше ка Франција, остануваше ако треба една репрезентација да кажеш и еден играч кој што ќе биде избран за најдобар на првенството? Па, генерално кој освојува и кој ќе биде MVP на шампионатот? Многу тешко прашање. Франција и најдобар играч Мбапе. Ајде да видиме. Не сум за Франција, али мислам дека моментално се најдобра репрезентација. Ти благодарам за гостувањето, мислам дека имавме убав разговор и за светското првенство и фативме сите сегменти, сите интересни репрезентации, се навративме и на Вардар и на времето, поминато таму, па се надам дека ќе се видиме во некоја следна прилика и ќе разговараме за голема благодарност за поканата во подкастот, значи само напред да имаме што повише разговори на оваа тема, што повише бивши играчи, тренери да се гледаат и само напред. Ти благодарам уште еднаш, ви благодарам и на вас. Се надевам знаете таму тоа да стиснете subscribe, like, оставите некој коментар дали ви се допаѓаме, дали не ви се допаѓаме. Од сега ве поздравувам и ветувам дека набрзо ќе се видиме со нови гости, ќе зборуваме за светското првенство бидејќи следува крајот и тоа што е најинтересно. Чао, чао.